Јас се вратив, бев во минатиот викенд од 6 до 8 март во Виена и убаво што ми го поставив това прашање, да кажам дека со самото враќање од Виена јас се пријавив во Центарот за јавно здравје за да прашам како треба и што треба да направам како совесен граѓанин, пошто знаев дека земјата каде што бев, Австрија, не беше ставена ниту во изолација, ниту па беше ризична земја. Така да, апсолутно нема место за карантин, ниту пак имам некакви симптоми за да се пријавам на лекар или за да правам некакви испитувања. Значи, апсолутно немаше никакви интервенции или потреба од интервенција, затоа што најавата како ризична земја и сите препораки што ги даде Министерството за здравство беа од 9 март. Така да апсолутно нема потреба ни за гриженост. Само јас можам друго да кажам, не знам чи беше постот, ама пред неколку дена беше една дезинформација дека во Прилеп има 5 заразени со коронавирусот. Упатувам порака до сите вас новинарите и апел да не се занимавате со шпекулации, исклучиво користете ги вие информациите од Министерството за здравство, затоа што тие се најрелевантни, а сите шпекулации кои што доаѓаат од граѓаните, кои што некои дури сакаат и штета да направат, јас апелирам уште еднаш да бидете внимателни и сите дезинформации да не бидат пласирани, да бидат само вистинските, правилните информации и навремено дадени. Да кажам и тоа дека во Прилеп нема ниту еден пациент или граѓанин заразен со овој коронавирус. Имаше една граѓанка, еден пациент упатен, тоест земен бриз испратен во Скопје, каде што добив на негативен резултат, така да и во овој момент немам ниту еден, ниту сомнителен, ниту заболен пациент или граѓанин од Прилеп.